Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве најавата за содржините во вечерашното издание. Употребата на албанскиот јазик меѓу правната рамка, практичната потреба и политичката злоупотреба. Ако се воведе и можност, карикирам во Валандово, да може да дојде некој и да пополнува образци на албански јазик, тоа ќе значи дека сите од цело Грчатски се преселат во Валандово. Апсолутно е неточно. Но таква одиозност се создава во јавноста поради една прилично, по мене, трапава реторика на доминантните политичари. Затоа што правото и можноста да се изјаснува на мој мајчин јазик е фундаментално темелно право. Ке се договорат ли СДСМ и ДУИ? Уште само 2 недели рок за распишување на локалните избори. Има уставна, императивна норма дека локалните избори ги распишува председателот на собранието. Кој ќе го потпише актот кога не е избран председател на собранието? Во државните старечки домови се плете, во приватните се вежба и игра. Колку пари, толку музика. Македонија има 300.000 пензионери, но едва и 1000 легла во државните центри. Кога судбината ќе те остави без најблиските, а правните лавиринти и без леп. Го запишав синот помалиот, да учим андредно со него за да добијам семена пензија. На 16 го запишав, на 19 се случи уште една случка, ми загина синчето во зоолошка градина, директно на место с првиот тепа. Колку што останав без хранител, останав и без син. И сега немам никад право до животно да имам семена пензија. Покрај ова ќе објавиме и нова саботажа. Затоа бидете на Алсат, почнуваме по паузата. Гледате 360 степени. Прашањето за употребата на албанскиот јазик е тема што во моментов го моделира текот на политичкиот процес. Договор за ова прашање е услов за ДУИ да ги даде подписите на 10 пратеници за Зоран Заев да го добие мандатот за формирање влада. Непотврдени информации велат дека СДСМ и ДУИ имаат напредок во усогласувањето на конкретните точки и дека преговорите продолжуваат. Во очекување на финалниот исход, го отвораме ова прашање низ призмата на актуелната правна рамка, степенот на незината досегашна примена, можностите за унапредување, но и политичката злоупотреба. Едно е јасно. Албанскиот е јазик во службена употреба во Република Македонија и тезите дека допрва треба да се официјализира се појдовната манипулација со јавноста. Александар Димитриевски ја разложува темата. За нас е се прифатливо што е во рамките на Уставот и сето она кое што представува практична потреба на граѓаните од албанската заедница. Të gjitha gjërat janë duke u analizuar. Mendoj që në të ardhmen do të ketë një rezultat apo një përgjigje konkrete. Dhe nuk presim që ligjin të na ofrojnë subjekte tjera politike. Дискусијата ја наметнавме во тој правец да видиме што може повеќе тие да добијат, ама да е логично. Овие ставови се позициите на политичките актери за прашањето што стана најважно во обидите за формирање на влада. И додека темата ги подгрева емоциите во јавноста, ова е таблата на Скопскиот завод за медицина на трудот во општината Чаир. До зградата е паркирана и мобилна амбуланта, која ги обслужува сите скопски општини, независно од етничкиот состав на населението. До Чаир и низ други населби во Скопје се обраќаат автобусите на ЈСП. Информативните екрани се двојазични и на автобусите, и на автобуските станици. Исто како и информациите на меѓуградската автобуска станица во главниот град на Македонија. Оваа пракса не е незаконска. Напротив, гарантирана е со амандманот 5 на Уставот. Во детали е разработена во 17 закони и еден специјален закон,
донесен во 2008 и дополнет во 2011 година. Тој пропис предвидува тврди правила или тврди обврски за примена на јазик на население на 20% во одредено населено место, односно единица на локална самоуправа, и остава можност да се употребува и други јазик кој е службен јазик, освен македонскиот, и на други места. Колкав е опфатот на овој пропис? Опфатени се кривичната постапка, другите судски постапки, парнична постапка, прекршочна постапка, опфатена е општата управна постапка. Кога е во прашање употребата на јазиците кон институциите, професорот по јавна администрација Гоцевски вели дека има разлика меѓу што мора, а што може. Така да правиме разлика помеѓу она што е тврда обврска и каде што има можност. Употребата на мајчин јазик не е никаде забранета. Сосема друго е прашањето што се случува на теренот на реал политика, каде што дали ние сакаме или не сакаме да овозможиме граѓани да се изјаснуваат на мајчин јазик. А пак трет аспект е реалните ресурси со кои што располагаме тоа де факто да се овозможи на граѓаните. Еден добар пример за разидувањето меѓу уставно-правната рамка, политиката и ресурсите се знаците низ Скопје. Од комплексот судови до зградата на владата има едва 1 километар. Сообраќајните знаци на блиските раскрсници и на двете места се испишани на македонски, албански и англиски јазик. Но објектот кој ги спојува двете локации, мостот Гоце Делчев, е означен со табла само на македонски јазик. Причината е што во Законот за именување инфраструктурни објекти е испуштен град Скопје како посебна единица на локалната власт, иако во сите други закони е поинаку. Токму ваквите примери, според поранешниот министер и учесник во охридските преговори, Насер Зибери, се и причината што се отвори целата дебата за јазикот. Екзистојnë ligje në të cilat nuk aplikohet si duhet dispozita ekzistuese dhe këto ligje i keni edhe në sferën ekonomike, në sferën gjithësore, në sfera të ndryshme. Keni ligje të cilat nuk e rregullojnë në mënyrë pra të duhur, ja po e përmendi ligjin për emërimin e rrugëve, shesheve, bulevardeve dhe objekteve infrastrukturore, ose keni ligje të cilat fare nuk e rregullojnë këtë sferë, siç është ligji për noteri, i cili në mënyrë eksplicite përjashton të drejtën e përdorimit gjuhës shqipe, sepse thot aktet notariale dhe dokumentet e noterit përpilon gjuhën maqedonisht edhe shkrimi qirilik. Според Зибери, за доследна употреба на албанскиот јазик има доволно простор во актуелниот устав, иако смета дека и во него има ограничувачки елементи. Решението го гледа во нов закон кој ќе го исцрпи актуелниот амандман 5, што во пракса, на пример, би значило да може да се завери изјава на нотар или да се пушти молба до царината и на албански јазик. Në këto lëmi, pra, ka hapësirë që të bëhet përparim i domosdoshëm dhe mund kjo çështje të rregullohet në dy mënyra. Së pari, të sillet një ligj i kompletuar për përdorimin e gjuhëve, sepse ligji ekzistues është më tepër një kompilim i dispozitave ekzistuese në për ligje të ndryshme dhe nuk i te kalon caqet e atyre ligjeve. Ai ligj do të ishte sistemor dhe do ta rregullonte në mënyrë bazike përdorimin e gjuhës, konform amandamentit 5, dhe ligjet tjera të cilët merren me këtë problematik, në qoftë se nuk është e detyrueshme që të kenë dispozita për përdorimin e gjuhës, duhet të fshihen dhe ky ligj duhet të jetë univerzal. Но, ако актуелниот устав е решението, тогаш каде е проблемот? Изибери и Гоцевски одговорноста ја лоцираат на слично место. Таа реалност, иако не е правно врзана, нема правна каузалност, за да зборуваш на албански јазик, мора да си албанец. Не е точно. Така, меѓутоа таа реалност остава импресии кај нашите граѓани од двете
и од албанската и доминантното смрзитото македонско население, дека за да можам да го користам моето право, мора од другата страна да е мој сограѓанин од иста етничка позадина. Што тоа создава ке другиот блок? Известна одиозност. Ако се воведе и можност, карикидам во Валандово, да може да дојде некој и да пополнува образци на албански јазик, тоа ќе значи дека сите од село Грчацки се преселат у Валандово. Апсолутно е неточно. Но таква одиозност се создава во јавноста поради една прилично, по мене, трапава реторика на доминантните политичари. Мунгеса е vullnetit politik e strukturave vendimmarse, qeverisë, parlamentite, partive në pushtet, ka sjell që kjo çështje mos të zgjidhet drejt ose madje edhe të damtohet në proces e sipër. Si shembull vetëm po a përmendi pra ligjin për noteri, i cili u soll në prill të vitit 2016. Dhe aty shkelje të rënd mbi dispozitat kushtetuese sepse nuk respektohet amandamenti 5 për përdorimin e gjuhës shqipe. Pra procesi jo që nuk është përmirësuar, jo që nuk është shfrytzuar kapaciteti që mundson amandamenti 5, por edhe është degraduar. Si rezultat pra i konstelacionit të raporteve dhe proceseve politike. Sepse është kuptuar ashtu që nëse përdorimi i gjuhës shfrytëzohet në kapacitetin e mundshëm kushtetues, kjo do të paraqet poena negativ për partitë politike maqedonase, ndërsa subjekti politik shqiptar do të merrte një farë mënyre një përkraje afirmative. Токму од политичките толкувања на правото и правата ќе зависи колку ќе биде растегната уставната норма. Например, дали министрите албанци ќе можат да го употребуваат мајчиниот јазик на седница на влада, како што од 2011 година може да го прават тоа на собраниска седница. Дали ќе се дозволи спикер на парламентот да председава со седница на собранието на друг јазик освен македонскиот, како што е дозволено да председава на друг јазик со седница на комисија или кога се обраќа и реплицира при парламентарна расправа. Го чекаме исходот од политичките преговори. И додека очекуваме да видиме во која насока ќе тргне процесот на конституирање на новата власт, неповратно отчукува часовникот за локалните избори. Според изборниот законник, тие треба да се одржат најдоцна на 14 мај, а од моментот на распишување до одржување не смее да има помалку од 70 дена, што значи дека актот за распишување треба да дојде најдоцна до 6 март. Со оглед на тоа што не е избран председател на собранието. Едно од главните прашања е кој ќе ги распише изборите. Дилема вредна за дебата е и што значи враќањето на избирачкиот список во состојба како пред парламентарните избори од аспект на квалитетот и кредибилноста на изборите за градоначалници и општински советници. Владимир Мирчевски ја консултираше Државната изборна комисија и познавачи на темата. 2,5 месеца по 11 декемвриските избори Македонија нема ниту влада, ниту председател на собрание. Оваа меѓуфаза дополнително добива на тежина со наближување на рокот за локалните избори. Прашањето е кој би ги распишал изборите за градоначалници и советници, со оглед на тоа што парламентот ја нема завршено конститутивната седница и не е избран председател на собранието. Уставот оваа надлежност ја лоцирал во рацете на председателот на собранието. Значи има уставна, императивна норма дека локалните избори ги распишува председателот на собранието. Изборниот законник нормира дека локалните избори се одржуваат во првата половина од мај. Тоа значи дека два можни термина се неделите – 7 и 14 мај. Според законот, локалните избори се одржуваат минимум 70, а максимум 90 дена од распишувањето. Имајќи го тоа во предвид, за изборите да се одржат на 14 мај, тие треба да се распишат најдоцна за 2 седмици од сега, или на 6 март. Ако евентуално дел од партиите решат дека локалните избори треба да се одложат, прашањето е дали за таков чекор се доволни измени на изборниот законник со минимум 61 глас во парламентот или треба да се менува и законот за локална самоуправа, за што е потребно двотретинско мнозинство. Еве како размислува Дарко Алексов од Мост, организација која со години ги следи изборните процеси во земјава.
Добре да се отвори дебата по ова прашање во јавноста токму во овој период. Прво, едно клучно прашање е како тоа се направи во 2004 година, затоа што тогаш за прв пат се одложи малку изборниот процес од оправдани причини, предпоставувам. Знаеме дека во 2004 година имавме прво предвремени избори за председател на Република Македонија, потоа и референдум поврзан со територијалната поделба. Така да тогаш се одложи изборите и по тоа што го имаме како сознание и како факт е дека немаше интервенција во Законот за локална самоуправа, туку само се интервенираше во тогашниот Закон за локални избори. Затоа што во тој период не беше унифицирано изборното законодавство. Да. Треба да се види дали, треба да се отвори дебата за тоа дали треба да има интервенција и во Законот за локална самоуправа со оглед на фактот дека во членот чинам 35 и во членот 39, односно 49 е регулирано во членот 35 за тоа колкав е мандатот на советите на општината, а во членот 49 се регулира и фреквенцијата и времето во кое што треба да се одржат избори за градоначалник во една општина. И во двата случаја 4 години се посочени како временска рамка. Така да со други зборови треба да се добро да се изанализира и да се провери и тој аспект. Што од аспект на квалитет и веродостојност на изборниот процес значи враќање на избирачкиот список во неговата првобитна состојба? Па тука имаме враќање назад во времето повторно. Значи тоа што е суштината на таа условно кажано реформа, заложбите, тешко избоксуваната политичка волја да се дојде до некакво решение кое што ќе представува основа или некој минимум предуслов за организирање на избори, а тоа е најпрвин префрлање на оние 170.000 на посебниот избирачки список и предизвикување на уште 40.000 граѓани за тоа дали се во државата, односно дали воопшто постојат или не, со активна регистрација да го докажат тој да се идентификуваат пред државните органи во одреден временски период. Значи, сето тоа што, да речеме, сите ние го квалификувавме како добар почеток и добра основа, а не чистење на избирачкиот список и квалификација на истиот како солиден и добар, туку напротив само како солидна и добра основа да стигнеме до подобар и посолиден избирачки список, значи сето тоа ќе падне во вода. Односно се враќаме повторно на истиот наратив и се враќаме повторно во ситуација во која што избирачкиот список ќе биде политичката алатка која што политичките партии ќе користат за да евентуално го спорат легитимитетот и кредибилитетот на изборниот процес. Ставот на Граѓанската асоциација МОСТ е дека политичките чинители во Република Македонија потхитно мора да седнат на маса и наместо да направат ретрограден процес, да договорат процес кој што ќе се надгради на веќе направеното и ќе придонесе ваквите реформи да се случуваат во континуитет. Во спротивно, повторно ќе го предизвикуваме кредибилитетот и легитимитетот на изборите, кога велам ќе ги предизвикуваме, не велам дека тоа ќе го прави МОСТ, туку општествениот дискурс и јавното мнение повторно нема да биде мирно. Дали Државната изборна комисија, како орган надлежен за организирање и спроведување на изборите, може да ги заврши сите предизборни активности во минималниот законски рок од 70 дена? За ова и за другите дилеми во врска со распишувањето на изборите и со избирачкиот список, разговарав со Љупка Гугучевска од Државната изборна комисија. Ова
Овој рок од 70 дена е минималниот законски рок. Изборниот законник предвидува дека од денот на распишување до изборите до денот на нивно одржување не може да поминат повеќе од 90, ниту помалку од 70 дена. Со оглед дека Државната изборна комисија е највисок изборен орган кој што пред нешто повеќе од месец и половина заврши со еден изборен процес со предвремените парламентарни избори 2016 година, можам да кажам дека ДИК е подготвена организацијски и технички да ги спроведе сите изборни дејствија дури и во овој минимален законски рок. Дали во ДИК е разговарано како би се поставила комисијата во случај одлуката за распишување на локалните избори да дојде од Трајко Велјановски, кој што е председавач со конститутивната седница на Собранието, и дали тој акт би бил валиден за ДИК за почеток на организирање на изборите? До сега Државната изборна комисија нема разговарано на оваа тема и нема засемено став што доколку се случи една ваква ситуација. Сепак јас од оваа перспектива не би сакала да прејудицирам каков акт би добиле од Собранието на Република Македонија. Би рекла само и дека ДИК нема надлежност да ја оценува законитоста на поединечните акти кои што доаѓаат од другите државни органи, ниту пак од Собранието на Република Македонија, туку ваквата оцена на законитоста спаѓа во надлежност на други државни органи. Каков е ставот на Државната изборна комисија во однос на прашањето за враќање на состојбата со избирачкиот список од пред парламентарните избори, од аспект на квалитетот и веродостојноста на изборниот процес? Во текот на минатата година Државната изборна комисија спроведе вкрстени административни и теренски проверки на избирачкиот список и со тоа се доби една слика за избирачкиот список и врз основа на тоа Собранието на Република Македонија донесе одредени измени во изборниот законник, кои што се однесува на одредени аспекти од избирачкиот список само за предвремените парламентарни избори 2016 година. ДИК тие законски одредби ги спроведе за предвремените парламентарни избори 2016 година, но ова не значи дека избирачкиот список за локалните избори 2017 година ќе се врати во состојба во која што бил пред парламентарните избори. ДИК со полн капацитет врши редовно ажурирање на избирачкиот список. Тоа значи дека се вршат запишувања, промени и бришања во избирачкиот список врз основа на официјални документи од релевантните државни институции со кои што се работува ДИК, како и врз основа на барања на граѓаните кои ги поднесуваат до нашите подрачни оделенија и канцеларии. Очигледно остануваат низа неодговорени прашања со кои ќе се занимаваме во следните денови и недели. Овде ќе направиме уште една пауза, а по неа ќе гледате. Во државните старечки домови се плете, во приватните се вежба и игра. Колку пари, толку музика. Македонија има 300.000 пензионери, но едва и 1000 легла во државните центри. Кога судбината ќе те остави без најблиските, а правните лавиринти и без леп. Го запишав синот помалиот, да учи ванредно со него за да добијам семена пензија. На 16 го запишав, на 19 се случи уште една случка, ми загина синчето во Золошка градина, директно на место с првиот тепа. Колку што останав без хранител, останав и без син. И сега немам никад право до животно да имам семена пензија. Се враќаме со емисијата 360 степени. Еден често споделуван статус на социјалните мрежи кој гласи "Светот на младите, Македонија на старите", кој саркастично укажува на екзодусот на младите од земјава, не поттикна да истражиме има ли кој да се грижи за нацијата која забрзано старее. И што прави државата на тој план? Заклучокот до кој дојдовме е дека состојбата е фрапантна. На околу 300.000 пензионери во Македонија нема ни 1000 легла во домовите за стари лица и за пензионери. Историјата е на Славица Филиповска. Метеж во сообраќајот. Растрчаните луѓе низ Тетовскиот пазар го најавуваат новиот работен ден. Скадринка Стаменковска пак е една од оние на кои никаде не им се брза. Откако одедниот маж се оставила,
а со вториот останале без дом. Тие за солниште нашле во просториите на Сдруженијето на пензионери во Тетово. Се преможе за втори муж. Право да ви кажам за пензија. Правдата ќе ја кажам све. Од 2003 година смо овде, ми со маш ми. Маш ми почина, ја останав овде. Досадно ми е сама, телевизор ќе пуштим, ќе дојдем, ќе направим ручек, доручек, после ќе слезем доле, ќе седим малу доле. Тешко е. Тешко да кажам. Никому Бог да не даде да биде сам. Соочена со самотијата, но и со болестите. Скадринка сепак остава впечаток дека лесно не се предава. Со здравето притисак, шеќер, ова, тоа. Еден ден ќе праш јаден, еден ден не, право ќе ви кажам. И ќе се сколопимо некако. Некој ќе ми подаде од село нешто вака, така. Се што се наоѓа во овие неколку квадрати, всушност е и се што поседува Скадринка во животот. Собата му припаѓа на Сдруженијето на пензионери, а сметките ги покрива сама. Вели, ако доживее длабока старост, се надева на сместување во државен старечки дом. Но пензијата од 13.000 денари, која таа ја наследила сопругот, е недоволна за сместување во државен дом кој чини 15.000 денари месечно. Скадринка е само една од 12.200 пензионери во овој регион од државата. Таа е единствен станар во просториите на Сдруженијето. За други нема услови. Објектот е застарен. И нормално и практично нема услови за сместување на пензионери. Таква иницијатива ние покренавме, пошто се состоиме од 6 општини. Или да се гради дом за старци, старечки дом, или секоја општина, од тие 6 општини са, 5 рурални, да прават по една соба. Ветувањата беа одлични. Реализацијата никаква. Од Сдруженијето велат дека месечната членарина од 30 денари по пензионер, која тие ја собираат, служи за организирање на превари, патувања и други групни активности. Колку државата се грижи за старите лица? Каде ќе се сместат оние чија судбина во третата доба од животот ги оставила и без покрив и без примања? Македонија со години има 5 јавни домови за стари лица. Домот Сју Рајдер во Битола, Мајка Тереза во Скопје, Зафир Сајто во Куманово, Киро Крстевски Платник во Прилеп и доктор Иван Влашки во Берово. Домот во Берово е изграден пред 2 години со донација од Холандија. Таму сместени се 15 лица, а уште толку се на листата за чекање. Останатите домови беа мета на критика и од Државниот завод за ревизија, кој укажа дека функционирањето на установите и условите за живот во нив се на минимум од пропишаните стандарди. Во сите 5 домови низ Македонија, вкупно може да се сместат само 640 лица. Ова е државниот дом Мајка Тереза во Скопје. Иако сликата покажува дека реновирање е неопходно, сместените пензионери со својата скромност не се жалат на условите. Ти ми беше потпора за се. Сега сум оставена на ветрометина. Ветерот ме вее од сите страни. За лажење, лажам. Играм, пеам, се веселам, а срцето и душата ми велат не можам да те преболам. Пензионерката Мирослава Богатинова денот го минува пишувајќи поезија. Дома сопругот ми почина, сама бев и не сакав да им досадам на децата. Многу беа зафатени околу мене и решив да си дојдам во дом. И ми се допадна и објектот, ако е руиниран, за мене е многу убав. И реков на керката, одма ја останувам овде. Си го одржаваме чисто. Си отидовме со сопругот,
после пензионирањето во Македонски Брод, село Девич. Живеевме таму 12,5 години и после он не беше добар, се вративме у Скопје. Почина и така јас некој ден кај ќерката, некој ден кај синот и се одлучив да си дојдам тука. Поголем дел од пензионерите овде деновите ги минуваат во плетење и со нивните творби организирано учествуваат на многу хуманитарни базари. Иако во домот има слободни места, дознаваме дека стари лица кои побарале сместување били одбиени со образложение дека нема доволно персонал. Домот Мајка Тереза е составен дел од Геронтолошкиот завод 13 ноември Скопје. За разлика од домот, каде се сместуваат условно здрави лица, во другите оддели на заводот се сместени лица со хронични заболувања. Листата на стари лица со нарушено здравје кои тука чекаат сместување е континуирано долга. Листи на чекање секако имаме на сите страни, за сите оддели. Меѓутоа, јас секогаш тоа го кажам, тоа е најболната точка, нели, листите на чекање, затоа што капацитетите се лимитирани, а ние сме единствена јавна здравствена установа за долготраен престој, па притисокот за кревет кај нас е од цела Македонија, значи не е само од Скопје. И меѓутоа немаме една листа на чекање, туку имаме всушност 3 листи на чекање, односно на посебна листа на чекање се пациенти со деменција. И тие најдолго време чекаат затоа што имаме само 40 кревети што се наменети за оваа популација, а понатаму другата листа на чекање се пациенти кои што се со хронично прогресивни или травматски болести и третата листа на чекање е пациенти кои што се со малигна болест. Но освен маката со болеста, дел од старите лица тука се соочували и со негрижа од семејствата. Нелоска ни раскажа дека се случувало блиските со нотари да доаѓаат само додека нивните роднини не им го препишат имотот. Но таквата пракса, тврди таа, сега е надмината. За потребата од старечки домови говори се поголемиот број на приватни установи кои изгрижуваат стари лица. Таков е приватниот дом Идила во Скопје. А јас сум таа првата што сум веселјакот. Активности има, не шетаат кога е добро време, накај водно не шетаат кога има музика, веселба и све. Во Идила нема слободно место. Престојот чини од 30 до 35.000 денари месечно. Ја се викам Савевски Блаже Миле, општина Јагуновца. Јас сам овде 14 години. Карагости, овде другари имамо, се дружимо. Трошоците за покривање, ја покривам сам себе. Јас сам работал во Германија, сам добил немачка пензија и парите ми стигао за овде. За 78 станари сместени во Идила се грижи персонал од 44 лица, вклучувајќи лекар, психолог, социјален работник, физиотерапевти, негователи. Собственичката Мери Терзиева Павловска, која работела како медицинска сестра во Британија, уште пред 20 години решила искуството да го пренеси во Македонија. Иако е свесна дека цените се превисоки, Павловска вели дека доколку се постигне договор со државата за субвенционирање на старите лица, тоа би го олеснило финансискиот проблем со кој се соочуваат голем број на стари лица. Да има и тие кревети кои се поевтини, и нели министерството да ги покрива трошоците за нели одредена субвенција да има за лицата што би сакале, затоа што државните старски домови се секогаш полни. Листата на чекање е многу долга, а приватните сепак можеби имаат кревети празни и би сакале, значи како што е во другите земји, значи би можеле да ги сместат лицата и за помала сума. Државата засега не предвидува ваков тип на субвенционирање. Таа преку олеснување за инвеститорите поттикнува отворање приватни домови. Државата обезбедува грантови за отворање приватни домови, но и други поволности како поевтин откуп на земјиште, намалени такси и така натаму.
со што бизнисот со приватни старечки домови во Скопје, па и низ цела Македонија, веќе цвета. Освен старечки домови, мал е бројот и на пензионерските домови. За разлика од јавните домови за стари лица, во пензионерските луѓето плаќаат минимална кирија. Но освен покрив над глава и кревет, за сите останати потреби се снаоѓаат индивидуално. И таму заинтересираните чекаат дури и по 5 години. Во Македонија имате 37 пензионерски домови, од кои 14 се под закрила на фондот на ПИОМ. Тоа е укупна бројка од тие што се под државно ниво со околу 341 едно легло. Тоа е нула. Никако процент не е кога земете во состојба да сметате дека околу 300.000 имате пензионери. Тоа е данок на тоа што 30-40 години не е изградено ни едно легло во Македонија ново, ниво старски домови, ниво зборуваме за државни. Аргировски вели дека е неопходно да се зголемат и патронажните екипи во руралните средини, бидејќи во тие подрачја голем дел од старите лица, иако имаат дом, живеат сами. Лицата во третата доба имаат и законско право на социјална заштита. Според законот, старо лице кое не е во состојба да се грижи за себе, а поради семејната или стамбената положба нема можност да му се обезбеди заштита на друг начин, може да оствари право на сместување во јавна установа за стари лица, како право на институционална заштита. Како државата со толку мал капацитет на старечки домови планира да го реши проблемот со популацијата која старее? На нашите барања за интервју од Министерството за труд и социјална политика добивме само долг писмен одговор во кој тие всушност ги потврдуваат нашите истражувања. Единствено како нов момент ни посочија дека планираат нова изградба на објект во скопската општина Газибаба. Па велат: во врска со постапката за изработка на идејно решение и основен проект за изградба на дом за стари лица во Газибаба со капацитети за 510 стари лица, изработено е идејното решение и изработен е основниот проект. Власта изготвила и национална стратегија за стари лица, од која дел е издруженијето Хуманост. Но од Хуманост велат дека во земјава се функционира безпрекорно само на хартија. Треба да се стратешки размислува како да се позиционираат тие домови, државни домови, меѓутоа да опфаќат или да имаме по еден дом во секој регион. Исто така во многу случаеви ни се јавуваат и лица кои што не можат да и немаат можности да бидат сместени нити во државен дом, нити во приватен дом. Сепак тука се бирократијата е голема, значи тоа лице треба да се докажува дека нема имот, дека нема можности да плати, дека треба да отиде во центарот за социјални работи, па центарот за социјални работи треба да преземе одговорноста да ги провери сите околности околу тоа лице и да на крај се одлучи дека тоа лице треба да биде сместено во дом за стари лица. Јованов вели дека децентрализацијата треба дефинитивно да заврши и поголем дел од локалните самоуправи да преземат целосна одговорност за своите жители. Институционалната заштита и грижа за старите лица беше мета на критика и во извештајот на Државниот ревизор за 2015, во кој се вели: Министерството за труд и социјална политика како носител на активностите на координативното тело за спроведување на стратегијата за стари лица да превземе мерки за ревизија и прилагодување на стратегијата во опфатот и облиците за сместување и изгрижување, расположливите капацитети и утврдување на правата на старите лица. Министерството да ги преиспита критериумите на основа на кои се одвојуваат буџетски средства согласно постојните решенија и финансирање на јавните установи. Јованов посочува дека потребна е и поголема контрола врз вонинституционалната грижа, бидејќи старите лица често се и мета на злоупотреба. Ние имаме побарувачка за нега во домашни услови. Ке нас се јавуваат и многу луѓе во кои што стари лица нашле негователи преку оглас, меѓутоа се или малтретирани, или ограбени, или едноставно не добиваат таа посебна грижа или нега кој што сметале дека треба да добијат. Тој посочува на позитивните искуства од странство, како она на Холандија. Имаат социјални населби. Значи, тоа се населби каде што имаме стари лица, се сместуваат старите лица, меѓутоа спојуваме и друга таргет група, каде што речеме млади
брачни парови. И во тие социјални наслоби се смета дека ако јас како млад брачен пар под било кој услов останам без никакви финансиски средства, не можам сам да се грижам за семејството, да плаќам својата кирија. Одам кај старото лице, значи водам грижа за него, не плаќам за киријата. Во исто време, значи се поддржуваат двата вида на семејства и понатаму нели старото лице е згрижено. Република Македонија старее. Младите се заминуваат, пензионерите стануваат се побројни. А земјата обстануваат така наречените сендвич генерации на возраст од 40 до 60 години. Ако ништо не се промени, за деценија две Македонија веројатно ќе им остане на старите и осамени лица. Ке има ли кој да се грижи за нив? Во продолжение на емисијата ќе видите една потресна животна приказна за 51 годишната Гордана од село Кучевиште, Скопско. Таа ги загубила сопругот и синот, а правните лавиринти ја оставиле и без екзистенција. Никола Здравковиќ за овој случај и за опциите како да им се помогне на Гордана и на луѓето со слични судбини. Скопска Црна Гора. За главниот град планина Бедем, планина во чии пазуви е и селото Кучевиште. За некои од мештаните снегот е прилика да одморат. За други можност да се соберат пред огништето. За трети пак за солниште од животот. На 20 децембар 2010 мојот сега покоен сопруг Борислав Славковиќ изненадно почина, му се слоши, докато го несоме во болница, за неколку сати ми почина. И тоа бидна шо бидна, останав како самохрана мајка. После тоа постапив кон пензијскиот фонд да ми следува некоја екзистенција за живот, пошто 26 години мојот покоен сопруг работел и побарав семејна пензија. Семејството Славковиќ преку ноќ останало без главниот хранител. Гордана, која целиот живот била домакинка, останала со двата сина кои туку-што зачекориле во животот на возрастните. И самите се мачеле да учествуваат со некое парче леб на скромната трпеза. 26 години кои таткото Борислав ги минал како погребник во Бутел, Гордана се надевала дека ќе можат да им обезбедат некаква екзистенција. И ми враќаа со одговор дека јас зошто сум немала 45 години. Мојот сопруг почина на 20.12.2010, а јас направив во февруар 45 години. За месец и пол немав 45 години за да наследам пензијата на 50 години. Сега до моментот на смртта сопруг или сопруга треба да има 45 години за да ја наследи на 50. Ама ја во моментот немав и никој не знае кога ќе му е судениот ден и така. Бидно тоа, бидно подадов, ми се враќа со одговор, па може за 15 дена жалба, молба ти работи направив, пак се враќа, зашто сум немала 45 години, немам доживотно право, ако не сум самохрана мајка, да имам дете на школување. Постариот син се обидувал да заработи некој денар, па семејството решило помалиот син вонредно да се дошколува и на тој начин да ја стекне татковата пензија. Што направив, отидов на 16 август, го запишав синот помалиот, тогаш ми имаше 22 години и 8 месеци, кога го запишав да учи ванредно со него за да добијам семејна пензија. На 16 го запишав, бевме во Пион на 18 август, предадовме све тоа и на 19 се случи уште една случка, ми загина синчето во зоолошка градина, директно на место струја го тепа. Колку што останав без хранител, останав и без син. И сега немам никад право до животно да имам семејна пензија. Без приходи со испразнета куќа, Гордана останала да го мери се помалото парче леб и да води сметка за 2 гроба. Се обраќала до Фондот за пензиско инвалидско осигурување, до Министерството за труд и социјала, до Народниот правобранител. Одговорот секаде бил ист. Жалиме за загубата, но законот е јасен. Точката 4 од членот 59 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување
Вели дека вдовец, односно вдовица, можат да остварат право на семејна пензија на 50 години, но само ако во моментот на смртта на брачниот другар имале навршено 45. Многумина ова право не можат да го остварат бидејќи седмици ги делале од навршување на 45 години. Но што и со оние кои што имале 45 години, но треба некако да преживеат до 50-та година за да ја стекнат оваа пензија. За институциите, законот е алфа и омега. Постои ли светло на крајот на овој тунел? Колку мина ја делат судбината со Гордана, никој не знае. Евиденција за нив не постои, а Гордана е првата која одлучила да проговори пред камера. Во лавиринтот на законските недоречености, вратата на Димитар Апасиев е последната адреса за надеж. Ако духот на законот е преку семејната пензија да им помогнете на вдовиците, оние кои останале без главата на семејството и така натаму, кој носел приходи, за да го згрижите, во случајов се поставува прашањето зошто нема некоја одредба која што на овие луѓе ќе им даде право во, ако, например, се договориме како општество дека, не знам, 6 месеци е оптималниот број, значи пола година ќе им фали до тоа, има неколку опции, например, дека само тие 6 месеци нема да зема пензија, пак ќе почне да ја земе од 45-та, или пак опција да си ги доплати тие 6 месеци, па подоцна да зема пензија. Меѓутоа, во случајов таква одредба нема, меѓутоа да се овозможи на луѓето кои им фалат неколку месеци, еве оптимумот е до 6 месеци, јас би предложил да се воведе законска измена да тие луѓе можат да си ги остварат правата без да чекаат понатаму 5 години до 50 година за да го остварат правото. Кој располага со пенкалото кое ги испишува законите? Освен собранието, можат ли тоа да го прават институциите? Гордана Славковиќ неколку пати се обраќала до Фондот за пензиско инвалидско осигурување, но оттаму секогаш била враќана со истото образложение. Законот е јасно напишан, но с оглед дека фондот е институција која што директно е засегната од овој закон, се обидовме да ги запрашаме дали тие можат да учествуваат во негово дополнување или евентуална измена. Им ги поставивме прашањата, но оттаму веќе 10 дена целосен молк. Одговорите кои не ги добивме од ПИОМ, ги побаравме повторно од правниците. Во случајов не постои државен орган, дури и да сака службеникот да помогне и директорот на фонд и така натаму, тој не може тоа да го стори бидејќи крши закон. Значи, единствен е преку да се отвори поширока комисиска расправа на ниво на собрание и подоцна преку редовна процедура да се измени овој закон во смисла да се воведат вакви заштитни механизми кои што ќе превенираат паѓање во оскудација во ситуации кои се очигледно неправични. Ги сметали законот овие граѓани за колатерална штета? Свесни ли се пратениците за нивното постоење? Ова прашање им го поставивме на дел од членовите на претходниот состав на Собраниската комисија за труд и социјала. Во таа комисија всушност е решението за проблемот на луѓето како Гордана. Сите ни рекоа дека се свесни за постоењето на овие луѓе, но и дека менувањето на законот тешко ќе се случи. Сепак, никој не сакаше да биде тој што ќе го каже ова пред камера. Тропнавме и на вратата на Министерството за труд и социјала. Наместо побараното интервју, добивме опширно писмено соопштение во кое на крајот се надзираат одговорите. Во услови кога возраста е услов за стекнување право на пензија, секое менување во насока на намалување или зголемување повторно ќе предизвика категорија на лица кои што нема да бидат опфатени за да го остварат правото на пензија. Дури да се промени законот, дали би важел само за оние кои допрва би се соочиле со овој проблем или ќе им помогне на оние кои го кренаа гласот? Надеж им е уставот, според кој секоја законска измена може да важи ретроактивно ако е во полза на граѓаните. Но, дотаму има уште долг неизоден пат. Гордана започнува 7-та година на од по тој пат. Се обидува да допре до тие кои се единствена надеж. Оние кои доаѓаат од народот за да му помогнат на народот, пратениците. Деновите за неа одамна немаат ниту часови, ниту минути. Ги минува најчесто онаму каде и почиваат синот и домакинот. Ја не барам никаква милостиња, никој неќем да ми помага. Сакам ја 26 години човекот, пошто ме работел, да ми се усвои правото.
некоја корекција да се направи. Никој не знаеме кога не чека, кој ден ќе идеме на таму на тој свет, треба да има некоја корекција. Месец и пол и фали на нив, а мене 26 години можам да ги простам ја, и можам да трпам леп, и можам да едноставно да немам ја динар. Сега беше нова година, да немам едно пакетче да ја купам на внуката. Значи, не е вред тоа, не е вред. И да немаме на свеќе на синот, задушница беше ја да барам од другиот син да купам свеќе да му запалам. За Гордана и за оние кои ја делат нејзината судбина, сета надеж им е новиот парламентарен состав и новата комисија за труд и социјала. Сакаат да веруваат дека тие ќе се сетат и на луѓето кои се жив доказ дека правдата не е секогаш праведна. Полека се движиме кон завршницата на емисијата. Наред е саботажата на Сречко Боковски. Да ја видиме. Глаголивата актерка која својот политички первертизам и историски нескриена омраза кон лидерот сега покорно ги одработува со сеење патриотска магла како партиска задача и со глумење верска толеранција како државна обврска. Замотана како бланда во скапа марама со подпис на Габриел Бонер, ги подкрива и вегите и гласот, во знак на изненадување за тоа во што се претворило општеството, за чии вредности аз има толку многу заложени. И во еден миг седам и велам, нема крај. Ова е декаденција исто онаква каква што ја имаше во Рим, во која на вистина почнаа да се јадат. Незината машка рефлексија во политичкото огледало, на чиј одраз се забележува катастрофата која предизвикува пропаста на политичкиот морал. И исто така зачудена, ама не затоа што власта го има загубено сиот капацитет, туку затоа што незиното вештачко одржување во живот е во рацете на само еден човек. Имаме една чудна ситуација. Ние практично сме држава која нема парламент, а има пратеници, која нема влада, а има министри и заменици, и единствена стабилна институција во оваа држава во овој момент е само претседателот на државата. Таа стабилност која извира од таа институција е една од главните причини за нестабилноста во која живее државата. На неа здушно работат сите кои, како и стабилниот, постојано бараат нови алтернативи за Македонија, туркајќи ја во лавринтот на руските степи, само затоа што ние, а не тие, сме му биле претечан на цивилизираниот свет. Дори после овие сега што ни предаваат и продаваат европски принципи, кои воделе разноразни крстоности, сега ајде нема време да ги редам што се правеле, фашизам и така натаму, тие нас ни даваат памет. Не помале придонесот и на оние кои наместо да даваат памет тактизираат дури на сопствена штета, стравувајќи дека со своето евентуално бранување, наместо наплата на долгот од државата, од неа ќе добијат засилен инспекцијски надзор во пакет со понуда за преземање. Бизнис секторот во Македонија е веќе способен да се носи со секакви предизвици, така да ние видовте дека во овие 2 години уопште не креавме паники околу тие работи, се ја гледавме и се ја бркавме својата работа. И на крајот, суштината на сето она што не доведе до овој момент, па вклучувајќи и шарената револуција, носи само еден збор од целиот од комплетниот политички вокабулар, а тоа беше каде се парите, кој крадел, кој лажел, држте лопова. Тоа, а не нечија политичка провиниенција е суштината, поводот и причината за развојот на македонската декаденција. Ова беше се за вечерва. Благодарам што бевте со нас. Ке се видиме в петок од 22:30. Пријатно.